Агенцијата за електронски комуникација обезбеди две алатки со кои корисниците на услугите за интернет пристап може самостојно да ја измерат брзината на услугата. Дојдените резултати се информативни, но ако измерените вредности при повеќекратно мерење со постапка спроведена според овие упатства значително отстапуваат од брзината која ја понудил операторот и за која е склучен договор, резултатите може да бидат употребени како дополнување на евентуален приговор на корисникот кон операторот за неисполнување на договорените услови и необезбедување на услуга со соодветен или очекуван квалитет. На оваа тема доцент доктор Борис Арсов ова утро е гостин во Македонија. Наутро. Добро утро. Добро утро. Добри дни. Дојдовте. Кои се новините во интернет сферата во Македонија? Еве да почнеме со оваа апликација. Успеавме некако после толку време да ја пуштиме во употреба ова апликација која што на корисниците ќе им донесе можност, ќе им даде можност да измерат и да ги проверат параметрите на квалитет на интернет сообраќај, односно она што го добиваат како интернет услуги или телекомуникацијски услуги од страна на операторите. Апликацијата е наменета да биде многу едноставна за користење. Истата може да се користи преку паметните телефони, а и може да се користи и преку лаптоп или таблет. На нашата веб страна постои на aec.mk постои линк кој што може директно да се вклучи истата и да може да се измерат сите параметри кои што се карактеристични за еден добар и квалитетен интернет сообраќај. Се не знам колку можете да покажете, јас може и во живо, ако имате можност да се покаже, ако може да се демонстрира веднаш како може тоа да се измери. Ќе се обидеме да доwnлоадираме. Ако има можност да се и истата апликација може да се користи, нели реков и на паметен телефон, на Google Play веќе постои, а на Apple чекаме одобрување, бидејќи процедурите за да се добие одобрение за да се постави истата на Apple се малце комплицирани. Два iPhone имаме, затоа ќе почекаме, кога ќе биде прифатена, ќе дојдете повторно и реално тоа ќе да измериме. Колку овие апликации всушност ќе подобрат интернет услугата, постојано некако зборуваме за тоа дека треба да се подобри интернет услугата, некои граѓани се задоволни, некои не е. Добро, и тоа е дискутабилно, но според квалитетот на услугата која што ја користиме, како сме во споредба со, не знам, во европски, во светски рамки? Па, видете, со секој граѓанин кој што користи било каков вид на услуга мора да си провери што добива, односно што дава средства и што добива. Или вложено добиено, како го велиме. Да. Така и во овој случај во делот на телекомуникацијските услуги истото важи. Граѓаните сами треба да видат, да најдат начин како сето тоа да го проверат, дали операторот што им нуди одредена услуга, им го нуди тоа за што го плаќаат. Во соодветна брзина и така, да. Од тука тргнувајќи, ние следејќи ги и другите држави во Европа кои што имаат соодветни апликации за мерење на брзина на интернет сообраќај, решивме да направиме и ние во Македонија една ваква апликација, да граѓаните не користат други апликации, спид тест, што ги има Укла и не знам останати видови на апликации. Ова е апликација македонска која што нормално ја имаме прилагодено на нашите услови, за да може поточно да се, значи ако се стартува апликацијата во рамките на Македонија, да може да биде поточно и попрецизно самото мерење, бидејќи опремата за истата да се мери со друг вид на апликација се наоѓа во друга држава и патот што ќе го измине
за да може да се измери интернет сообраќајот од точката на Македонија до друга држава, секако нели постојат одредени загуби и веродостојноста на мерењата се по-неточни. Вака целата опрема и целиот сообраќај што се одвива во Македонија може граѓанинот да си провери и да си види зашто станува збор, односно што добива во делот на телекомуникацијските услуги. Доколку, значи, реков дека мобилната апликација е само еден вид на проверка да се провери што добива граѓанинот, меѓутоа постои и правилник кој што е согласно Законот за електронски комуникации направен за да може незадоволниот корисник кој што ќе примети дека не го добива она за што подпишал договор или за тоа што дава средства, да може да соодветно поднесе приговор до операторот најпрвин, па доколку не е задоволен од одговорот на операторот, се поднесува приговор до Агенцијата за електронски комуникации врз база на резултатите кои што ги измерил со апликацијата која што ви ја напоменав. Сега ќе заклучиме, имаме добра или лоша интернет услуга досега? Како котираме во регионот во Европа? Видете, секој оператор е различно си дава своји услуги, во зависност од тоа каде се наоѓате. Покриеноста во Македонија со брз и супер брз интернет е повеќе од задоволителна. Некаде тука се носиме со, да речеме, со балканските држави, со Хрватска, со Србија, со Словенија. Бевме и многу подобри, меѓутоа овие години некако тоа малку стагнираше, за да почнеме да работиме повеќе сега во овој сегмент, нормално со кога нели ќе ви се овозможат услови за да можете да работите, да истражувате и да творите, секако дека тоа ќе донесе соодветни резултати. Така да и ние почнавме вака да работиме малце по напредно, по упорно и со создадени услови кои што ни се создадоа, успеавме да ја направиме оваа апликација која што на корисниците ќе им дојде добро да истото тоа прво го проверат квалитетот на интернетот што го добиваат, а потоа и ако не се задоволни да поднесат соодветен приговор до институциите. Ќе споиме две прашања во едно, да, можеш? Да, благодарам, да. Повторно се дискутира воведување на трет оператор. Дали тоа ќе значи дека, еве, кога зборуваме за услугите, за квалитетот на услугите, дека ќе ги подобри уште повеќе и дека можеби нешто што се очекува и се зборува дека ќе намали цената, самата конкуренција ќе го направи исто. А секако дека влегување на трет мобилен оператор во Македонија ќе го стори ова што вие го велите. Меѓутоа зборуваме за мрежен оператор, тоа значи да виртуелни веќе имаме 4 кои што предпоставуваме дека нема некаков резултат. Немаат некој удел во пазарот и обично тие оператори ги спојуваат услугите, значи овие мобилни услуги ги спојуваат со одредени други видови на услуги, тоа се нели фиксните услуги, односно интернетот во фиксна мрежа и телевизијата спакувана во одреден пакет на канали кои што ги реемитуваат преку мрежата. Така спакуван пакет му даваат на корисникот, а сега некој бенефит од мобилните услуги, овие виртуелни оператори и немаат, затоа што нели се како еден вид подкирија кај операторите кои што имаат собствена мрежа. А кога ќе имаме ние трето мрежен оператор, така се вели, тогаш тоа ќе измени сликата на дуополот кој што сега го имаме, односно ќе го измени дуополот кој што го имаат А1 Македонија и Македонски Телеком, ќе има нели трет X, сега е 4IG го споменуваме, ќе може да тој трет мрежен оператор да даде, ако
даде соодветни квалитетни телекомуникацијски услуги, да може да земе од колачот на Македонски Телеком и на Па и да ги подбуцне малку, да ги да, коригираат да, услугите. да им дадат на корисниците уште поквалитетни телекомуникацијски услуги. Влијанието на интернетот врз животот на децата и младите. Огромно е влијанието. Така е. Огромен удел имаат информациите кои што доаѓаат од Така е, паметните уреди. Сега, какви се правилата кај нас и кои се можностите за безбеден интернет, да тргнеме од содржината која што се пласира, па до личната протекција? Знаете како, секогаш сами на себе треба да си бидеме чувар на нештото, односно на нашите податоци со кои што ние ги имаме, затоа што тие се лични податоци, како на нас, така и на нашите најблиски. Советот е секогаш да се внимава каде и како се употребува и како се користи интернетот, на кои страни и како се посетуваат страните. Затоа велам, самите ние сме си чувари на нашите податоци. Ако ние добро се заштитиме и внимателно пазиме каде се на кои страници се посетуваат од страна на нас и самите и на нашите најблиски, тогаш помала е веројатноста да се налета на некои несакани страни кои што би можеле да направат соодветна штета. Контролата на користење на интернет врз нашите најмили, односно на децата, исто така може да се направи. Постојат соодветни апликации кои што може да се врши соодветна контрола на она што се користи и како се користи, така да може да се користат доста видови на апликации кои што родителите можат да ги контролираат децата, што гледаат, како гледаат, што користат, како користат и така натаму. Ако не знаеме да ги прашаме кинезите, корејците, турците, русите кои што имаат сериозна контрола врз интернет. Да, секако дека може да се користат секакви видови на помош од друга страна, за да можеме сами да се заштитиме и да си го заштитиме нашето семејство. Благодариме за гостувањето.